Зима. Надија од селото Бањани има 4,5 месеци. Уште од раѓање нејзината мајка одлучила наместо флаширана на своето дете да му дава вода од изворот кој се наоѓа во близина на нивниот дом. Се работи со општински извор кој што снабдува неколку села тука и јас ја превривам пред се за да се исчисти нели од бигор, меѓутоа не толку многу поради тоа ја превривам и поради тоа да се зачуваат сите крадливи состојки што ги има водата. Сега некои педиатри велат не треба да се дава вода на децата до 6 месеци поради тоа што мајчиното млеко содржи нели 70% вода. Јас се одлучив за оваа вода, не се одлучив за флаширана заради тоа што оваа вода е прочистувана. Изворот кој му дава живот на селото напојува околу 800 жители и преку водоводен систем се спроведува до куќите. Вистина е дека сите ние не живееме во близина на извори, но родителите кои имаат мали деца воопшто не треба да се грижат ако на своите најмили им ја даваат водата од градскиот водовод. Познавачите велат дека таа вода е апсолутно исправна и безбедна дури и за најмалите бебиња. Децата родени на некое поднебие во себе ја носат локалната вода што ја консумирале нивните мајки. Потребно е водата да се преврие и во неа да се додаде малку лимонов сок. Ја давате во добра формација, која што е лесно сорптивна, влегува во дигестивниот тракт и организмот све што му е потребно од минеролошкиот состав на самата вода која што сте му ја дале да ја конзумира, апсолутно може да исцрпи максимум. Затоа се препорачува секогаш да пие вода од поднебието во кое што живее. Користењето на флаширана вода, вели нашата соговорничка, е прашање на личен избор, но таа е различна по состав и минерологија. Затоа се препорачува употреба на вода од чешма. Во лабораторијата на Скопски водовод секој ден се проверуваат 50 примероци, за да се гарантира хемиски и бактериолошки исправна вода.